Армијата на Јужна Кореја со тестирање на балистички ракети одговори на воените провокации од страна на Северна Кореја, која минатата недела лансираше ракета која прелета преку јапонска територија и се урна во Тихиот океан. Кризата во регионот дополнително се зголеми со изведување на досега најмоќните нуклеарни тестирања на хидрогенска бомба со голем дострел од страна на Пјонгјанг. Во тестирањето спроведено од стратешките единици на јужнокорејската армија, кое е извршено на полигон за нуклеарни тестирања, била користена вистинска муниција, а бил симулиран напад врз севернокорејски нуклеарни постројки, при што цел биле, како што се вели, одредени локации во Источно море. Оваа вежба е изведена како одговор на шестата нуклеарна проба на Северна Кореја од неделата и ги опфати балистичките ракети Хјун-Ма и борбените авиони F-15, се наведува во информацијата објавена од локалните медиуми кои се повикуваат на Сдружениот генералштаб на Јужнокорејската армија. Војската на Јужна Кореја соопшти дека дострелот на симулираните цели е ист со далечината до севернокорејската нуклеарна постројка Пунгјани на северот од оваа земја. Во соопштението се додава дека во вежбата се користени ракети со голем дострел воздух-земја и балистички ракети, а во неа учествувале само јужнокорејски воени сили. Армијата најавува дека во тек се подготовки за заеднички воени вежби што ќе бидат спроведени заедно со војската на Соединетите Американски држави во Јужна Кореја. Во исто време, јужнокорејската агенција Јонхап соопшти дека Северна Кореја подготвува ново лансирање на проектил, најверојатно од интерконтинентална балистичка ракета. Предходно, Соединетите Американски држави најавија дека би можеле да преземат воен одговор од големи размери во врска со заканите од Северна Кореја, а Кина ги обвини Северна Кореја, но и Соединетите Американски држави и Јужна Кореја за најновата криза.